Од денеска Македонија ги отвора границите, но само за транзит. До целосна либерализација на режимот за влез и излез од земјава, странците ќе може непречено да влегуваат во Македонија, користејќи ги граничните премини Табановце, Девебаир, Богородица, Ќафасан, Блаце и аеродромот во Скопје. Но само за транзит низ земјата, односно нема да смеат да излегуваат од соодветниот автопат или локален пат и земјава мора да ја напуштаат за 5 часа. За тоа ќе потпишат писмена изјава на влезот, на пример Табановце, а потоа ќе треба да ја предадат на Богородица. На тој начин полицијата ќе има точен увид колку време поминале во земјава. Но границите за граѓаните на Македонија засега остануваат затворени. Македонските државјани пак за да си дојдат дома од странство треба да приложат негативен ПСР тест за коронавирусот, ама не постар од 72 часа за да влезат на територија на Македонија. При тоа треба да бидат во 14-дневна домашна изолација. Додека пак лицата кои се во државен карантин на свој трошок може да направат ПСР тест во објектот во кој се сместени и доколку имаат негативен резултат да бидат упатени во домашна изолација. Од денеска започнува првата фаза од отварањето на грчкиот туризам, но само за посетители од одредени земји и само преку Атинскиот и Солунскиот аеродром. Од 1 јули пак се планира да почне втората фаза, со која ќе бидат окинати сите забрани и рестрикции и ќе бидат отворени сите аеродроми во Грција, како и дел од копнените граници со Македонија и Албанија. Нашиот јужен сосед воведува дополнително укинување на рестриктивните мерки и забраните за работа, па така одново почнуваат со работа сезонските туристички објекти, музеите, фитнес центрите и спа центрите. Во Грција од денеска се дозволени и летови од и кон Италија, Шпанија и Холандија, а забраната продолжува да важи за Македонија, Албанија, Турција и Велика Британија.